седмица на 8-та точка от дневния ред. Беше тръгната дилемата по однос на консултирахме предлагачът Стефания Соколович на програмата, където се предлага по-ранешен владен представник биде Крајан Грецевски, кој што беше прв министер за одбрана, кој што идеята е да каже човекот по однос на осамостојувањето на Република Македонија во това време какви се ни благодарам за репликата и за дадената сугестија. Продолжуваме со прашање, дали некој тук бара прашање во однос на 8-та точка од дневниот ред, односно оваа програма за дочекот на оваа юбилејна година од ослободувањето на Општина Демократија. Пошто никој нема разбор, го заклучувам претресот и ова точка за предлог решение за давање на согласност за програмата. Предлог програма за одбележувањето на денот на ослободувањето на Емир Капија 7 ноември 2015 година ја ставам на гласање. Кој е за вака предложение? Предлог програма волам да крене рака. 5 гласа за, кој е против, воздржани, 4 гласа воздржани, да мога да обменуваме на 7-та точка од дневниот ред. Предлог решение за давање на согласност на статутот за заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни болници и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавалец. Од државната служба е че значи, основно за разсудите на предлог решението е член 11 статут на точка на Закон за јавно предпријатие, каде што основачот дава согласност на статутот на јавното предпријатие во поглед на содржината на еден веќе изготвениот статут и донесен од страна на управниот одбор стационар Шепа, можам да кажам само дека се содржани сите одредби согласно законските надлежности и оние кои што беа во предвидени во самата предлог одлука за основање на заедничко јавно предпријатие. Доколку имате некои прашања, сметам дека е согласно за. Дали има прашање, коментари по однос на 8-та точка од дневниот ред, предлог решение за давање согласност со програма за конкретно на гласовите на предходни живот на Федерација на Општина Демократија. Пошто никој нема разбор, го заклучува претресот по 7-та точка и предлог решението за давање согласност со статут за заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни болници и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавалец. Оставаме гласа за предложеното решение мога да крене рака. 9 гласа за, нема против, не може да бъде беззаглавна. Конечно согласната точка за предлог решение за давање на согласност за програмата за хуман третман и благосостојба на бездомни животни од нашата Општина Демократија 2024 година. Значи, оваа програма се однесува само за Општина Демократија, за подрачјето на Општина Демократија, значи поединечно јавното предпријатие им е донесено, значи програма за хуман третман и благосостојба на бездомни животни, поединечно за секоја општина, значи конкретно ова е само за Демократија и согласно на законот за локална самоуправа и законот за јавни предпријатија, основачот исто така има описка да даде согласност за програмата која што е донесена од страна на управниот одбор на 25.9.2024 година. Офатени се значи активностите кои што биле реализирани од страна на јавното предпријатие, кога би почнало да врши дејност, значи како прифатилиште и задоволување на бездомните учени. Да, збор, повелете збор. И за ова програма за хуман третман и лекар на бездомни учени. Така, живот. Сега напред има некоја програма само и сега ги гледа некој генерализира, кој вика околу 58% од учењето се стекнат
доноси, меѓутоа по реалноста некако тешко балансо тие работи, многу луѓе реагираат, лично до мене имат реагирано, лично до уште капија, дури во разговор со градоначалникот Филип имат реагирано за други работи. Секој си дека тоа учето на мачи така натаму, нити е регистрирано, нити е чекувано, нити е ништо, а се ги држат незатворено, необезбедено и така натаму. Имаме поклад од граѓаните, во што е конкретно во вчерашниот ден до 5 полета, во што едно семејство го нарушува 20 мачки, во што не соодветно се учуваат кон другите комши и така натаму. Со проблемот не е решен, не сме програми, ама не се Но се законската регулатива е таква, значи за делот на посебно за заштита и благосостојба на животните, во делот на третирањето на бездомните животни кучиња, каде што колку и да сме активни, ние не можеме 24 часа да бидеме активни на терен. Од друга страна, кај нас, значи, секој миленик не се третира како миленик да си го чува дома, значи тие се пуштени. И се случува кога кај нас, например, се има заловување на кучиња, па постоја реагирате зошто моето куче е за мене, тоа е моје куче. Сме имали такви ситуации, така да специфична проблематика. Се надевам дека во моментот кога ќе почне да функционира ова прифатилиште, дека ќе бидат многу поактивни, затоа што ете се наше јавно предпријатие. Па ајде да видиме, да им дадеме можност да почнат да работат, па да после тоа да дадат коментари. И најдобриот пат почна се прочетат. Да. Така да даваме некаква правна регулатива да тоа се реши еднаш за секој. До сега, значи, било пат на јавна набавка, каде што сме избирале правно лице кое што, меѓутоа, како што ќе кажам, тоа може да било еднаш месечно, може би на 2 месеца еднаш, соодносно потребите наши, меѓутоа не може да биде секој ден и не може да биде 24 часа. Ние можеме денеска да заловиме во 12 часот, а последен саат да биде изеден некој од куќа. Така да не можеме да имаме надзор 24 часа. Може би треба да се направат измени, јас мислам дека треба да се направат измени во делот на законите по овој дел, меѓутоа што е во моментот тоа е важечко. Со јавното предпријатие се надевам дека ќе имаме можеби повеќе активност на терен. Продолжуваме се стара, дали не кога бара спорт, кога тие водеца програма тези но там ги имаме проблем како кучињата се ги прават. Тука е проблем. Тоа кажат, значи законската регулатива е таква, но се додека не се направат измени во тој дел, не може ниту они да постапуваат поинаку, ниту можеме ние да реагираме поинаку. И се повеќе и повеќе кучиња имаме, значи Има. некој до нас, некој ги носи, тоа гледаме. Знаеме. И пак ќе кажам, нема кај да пријавиме. Нема институции. И највеќе логично како се стане полоши и товарат кучињата и ние со коли водиме го гледаме тоа. И сега јас не сум одбежан да се карам и да му речам. Ама ги знаете како забележите така, како нешто друго, Ама тоа е касно е, нема нешто за да може да се реагира. Регистрација запишете или нешто за да може да се реагира, да се види од каде и што е. Значи има такви дојави, пријавување дека се носат од страна и тоа не само ние во општини, и другите општини, значи се жалат Се мисли во тој кучиња дел. се бъдат продуктивни во Проблемот, да. Добро, тоа е. 100% нема да биде решен. дали други коментари Пошто никој не го разбори, заклучувам овој предлог и ова предлог решение го ставам на гласа, кој е за ваков предлог решение за давање на согласие за програмата за хуман третман и благосостојба на бездомни животни на сегашна ношна Катија за 2020. Молам да не рака. Едногласно 9 гласа за нема против на Врховниот апел дека може би конечно ќе се решава и говори од проблем да се дојде още. Точка број 9. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за
утвърдуване на цените за услугите на ЗЯП стационар шефа Каварец. Помолвам председател да мисля. Благодаря, председателя. Значи явното предприятие има донесено, односно утвърдено на цени за услугите, кои што ќе ги наплаќа во делот на секоја залога на безумно куче, кои што се нели различни во зависност од полот, дали станува збор за женско куче или мажко куче. Можам само да напоменам дека овие цени се и претходно утврдени со правилници, така да не се движат и во тие рамки, значи не може да бидат повеќе од претходно утврдените, значи согласно правилници. Да ви предлагам се збор, односно директор во што не ми гледат, kada u rešenje predлагам се Pošto niko nema razbor, da zaključujemo pretres od ovo predlog rešenje za davanje na saglasnost na odluku za utvrđivanje na ceните na услугите на стационар шефа доставка на баса Кресова. Ценовник едногласно гласа за поддържане. Точка брой 10. Предлог решение за даване на съгласност на odluka за утвърдуване на вредност на бодов за изплата на плати на административните службеници, даватели на явни услуги и помощно-техническите лица в заедничкото явно предприятие регионална лица за служуване на безумни наемници и ветеринарна здравствена стационар шефа Каварец. Значи, ова е една од одлуките која што донесена од управниот одбор. Согласно Законот за административни службеници, значи јавното предпријатие има донесено правилник за внатрешна организација, правилник за систематизација. Во моментот има само две директор, меѓутоа по добивањето на согласноста на сите овие акти ќе започне вајде постапка за распишување на области за вработени, за да има вработени да може да функционира. И согласно Законот за административните службеници потребно е да се донесе ова одлука за утврдување на вредност на бодот за исплата на плати на административните службеници. Таа е земена како што е и одлуката донесена од страна на државата 81,6 денари за сите административни службеници. Добра расправа по 10-та точка на дневниот ред, даден това разбор. Другиот разбор, кој се законска. Таа е законска. Ова предлог решение го ставам на гласање. Тоа се предложеното решение за даване на съгласност. Молам да крene рака. Едногласно да гласа за няма да поддржи. 11 точка на дневниот ред. Предлог решение за даване на съгласност на годишен план за вработување од 2020 година на основното дом култура Дука Гимова Демократија. Бидејќи не е тука, со школото може да... Добро, горе. Тоа она 12 точка, пошто е директорката. Значи ја ротираме. Предлог решение за даване на съгласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на 6 основни училишта Димчен дел од Загреб, од Демократија за бюджетот 24-25 година. Предва се варианта согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици. Според закон, паралелките треба да бидат составени од 20 до 30 ученици. За жал, кај нас во поголемиот број од одделенијата, овој број на ученици е помал од законски предвидени. И затоа, даден е преглед на сите одделенија, односно паралелки, во кои што имаме помалку од 20 ученици. Во Централното училиште, во прво одделение имаме само една паралелка со 17 ученици. Во второ одделение, две паралелки со 26 ученици. Трето одделение, две паралелки со 24 ученици. Во четврто одделение, го исполнуваме за горскиот број, затоа овде е празно. Петто одделение имаме две паралелки кои што бројат скупно 29 ученици. Во шесто одделение две паралелки со 30 ученици. Во седмо одделение има
осмите оделенија имаме две паралелки кои што се над 20 ученици, затоа овде е празно. Во 9 оделенија има вкупно 30 број ученици распределени во две паралелки, или во Централното училиште имаме 13 паралелки во кои што учат 192 ученици. Во подрачно училиште во село Корешница имаме нов момент, каде што 4 паралелки на барање на жители од селото за отварање на посебна паралелка во прво оделение на турски наставен јазик, за кое што добивме инстантно брзо согласно со Министерството за образование, ќе се отвори една паралелка, значи таа ќе биде ново отворена, со 4 ученици кои што учат на турски наставен јазик. Тие се сега во комбинирана паралелка, заедно со учениците од трето оделение. Па ново настанатата ситуација би била една паралелка со 4 ученици во прво оделение. Во второ, една паралелка со 7 ученици, трето оделение. Една паралелка со 6 ученици, четврто, една паралелка со 12 ученици и во петто оделение една паралелка со 10 ученици, или вкупен број на ученици во подрачно училиште во село Корешница е 39, распределени во 5 паралелки. Во подрачното училиште во село Бистренци имаме две комбинирани паралелки, кои се комбинираат на следниот начин. Комбинирана паралелка од второ, трето и пето оделение со вкупен број на 8 ученици и комбинирана паралелка од прво и четврто оделение со вкупен број од 9 ученици. Вкупно 17 ученици распределени во две комбинирани паралелки. Во подрачно училиште во село Прждево имаме тројца ученици, прво, трето и четврто оделение кои учат во една комбинирана паралелка, и во подрачното училиште во село Челевец имаме три ученички кои што се трето, четврто и петто оделение и учат во една комбинирана паралелка, настават да ја следат на турски наставен јазик. Тоа би било се во однос на прегледот кој што ви беше доставен. Наставак. 12 Прашањето ми е, сега со Корешница, рекоте што тоа паралелка на турски наставен јазик, така? Дали сте нова паралелка во Челевец? Да, ова година, да. И во Челевец? Да, ова е нова паралелка. Во Корешница. Не мислите да се комбинирате заедно во една или друга? Не, ова година Челевец се останува. За наредната ќе видиме со оптимизацијата која што најава министерката. Најверојатно Прждево и Челевец. Сите училишта кои што се подрачни имаат така мал број на ученици, значи ќе преминат по подрачните, веќе во Валандово, во Гебелија има оптимизација што ова година. Така што се оди на тоа да се комбинираат паралелки, односно да нема подрачно училиште со по 10 ученици. Доколку дојде до таа ситуација, најверојатно ве две паралелки ќе се спојат, односно затвори училиштето во село Челевец, тие деца би учеле, би ја продолжили наставата на турски наставен јазик во ова нова сформирана паралелка која што би функционирала во Корешница. Пак ќе кажам за експресно брз рок, бидејќи ние се уште ги имаме добиено согласностите за наставниците на определено време и дефектологот кој што со години го бараме, немаме никаков одговор, меѓутоа е не знам. Може би турската етничка заедница имала влијание, само што се испрази барањето, веднаш припринесува. Работите се почнало да се работи. Така брзо. Дали некој друг има прашање? За којната брзо? Дали некој друг бара збор? Пошто никој друг не го разбори,
огледно решение за даване на съгласност за планиране на паралелки с по-малък брой ученици на Общинското основно училище Диничи Ангелоградова предизвикателство за 2020 година с съставяне на класа на класовата продължителна решение, много невероятно. Едногласно 9 гласа за няма Благодаря. Използваме присъствието на поведата за Što se žena počeka se ne puta da барения от вашите наставнички за пътуване по Словения за участието на такъв семинар за организиране на агенда. Също така, който на основното училище, защото училището не се обяраха дъщината, не се дължават професията. Ali se nam se nevladna organizacija najbolje da preko učilišta da li много основи се появяват. Плод програмата е финансово поддържана от Министерството за животна средина и ова обука е надвор годишната програма на училището. Меѓутоа, знаете како често пати кога ние го планираме професионалниот и кариерен развој на наставниците, нели секој наставник си има планирани обуки, имаме задължителни обуки, кои што ги предвидуваме во буџетот и кои што ги финансираме од буџетот на училиштето. Ова најверојатно дојде како можност подоцна и не е изпланирано и искрено колешките не се обратија до училиштето за финансирање на делот кој што тие треба да го покријат, кога дојде представништво од ГЛОБ програмата да ја донесе опремата, не ние донесеме опремата од училиште, кажа дека имаат можност да присуствуваат и на тој семинар или конференција, искрено не знам, не сум ја видела програмата, да одат во Словенија и тоа најверојатно ќе падне на нивен трошок или во некој случај го финансираат општина. Може би тргнувајќи од таа точка, колешките се обратија до општината. Инаку и јас, директор на училиштето, имам можност да одам во Германија крајот на ноември на напредна обука за директорите, се финансирам од свој джеб. Исто, напредни обуки кои се по закон задолжителни за директорите, 4 модули секоја година ги плаќаме сами, котизација и се. Значи има ограничени средства во ставката за професионален развој за обуки, кои што се многу мали, може би и од таа причина, бидејќи колешките знаат дека ние веќе имаме планирано обуки, не се обратија ниту на писмено. Јас дори искрено само едно колешка ќе дојде да праша дали ќе биде ослободена, доколку конкурира. Има многу можности за кариерен развој, кои што се надвор од годишната програма на училиштето, но секој наставник кој што сака да учествува нормално ќе биде ослободен од работните обврски, драго за оваа можност и уште подраго ќе види доколку општината може да ги покрие овие трошоци, за кои што голем дел од учесниците си ги покриваат од свој джеб. Имате некои други прашања? Благодарам за вам. Решение за даване на съгласност на годишни отплати за образование за 2025 година на около Дом на културата Вилка Кирова от Предизвикателя. Добър ден, директор, да се произнесете по 11 точка на дневния ред. Годишният план за придобиване на Дома на културата Вилка Кирова е законска обвръзка на всяка институция, дали е общинска, дали е държавна институция, контакти с такова водене и поднесуваме. Овој годишен план за придобиване неколку пати се измислил да повторува минатата година, поминува на Министерството за администрация, кога ще дойде до култура, до финанси, нема пари, нема каквото да занимаем до себе. Нема одобруване. Се работи за работните места, хигиеничар, това говорим с неколко години, соработник за културна и сценско-уметничка дейност, ръководител на отделение за административни и общи и правни работи.
Оваа година, мислам и минатата година беше и имам едно вработување за соунапредување, пошто археологот е вече позвање кустос в работа, стана виш кустос и минатата година беше тоа барање, но остана с неколку форми. Значи остана на тоа дека вработување нема да има, сега пензионирање, сега некој проблем има околу ова со балансерот, мислам дека го укина балансерот, натаму така, а многу пати ми кара рачки, да враќат годишниот план само за тој балансер. Значи максимално се што имам за вработување е ставено во овој годишен план и систематизацијата е исполнета максимум. Овие работни места за наша систематизација и нема. Благодаря. Доктор, ќе завршите. 11 точка, отпадна расправа по предлог решение за давање на согласност со годишниот план за вработување за 2020 година на Општеството отдел на културата и комуникација. Дали не познава слово. Мислам дека разбор, ако дадете. Тук има планиране на вработување во следната година 3. И едно со напредување. Тоа се фактички 4. За 2025. Имаме 3 вработување, следно вработување. Имаме 3 побарани плюс 1. Со напредување. Ако напредат, останува тоа слободното место на едно како пустос. И може да се вработи некоја обшо има активно завршено вработување. Дали не бил да Каде е користено овој теркулон? Ова како прашалница да се одговара планирани движења. Тоа е нивно. Одговарате со датум, не колку има она. Значи целите теркули, овие теркули од тај се тука балансер така нешто не постои. Закон преводници тоа. Да, ама до сега. Сега до скоро беше се балансер. Не користите стари легално вам. Ама во сега. Да, ама тоа е донесен годишниот план претходно. Претходно. Там што не беше ставено точно. Дали нешто кажа? Да, тоа е страшно. Чекам се тоа. Точно тоа. Има нема план. Треба да го има. Дали друг има коментар, прашање? Почнемо да ви треба разбор. Предлог решението за давање на оваа согласност за годишниот план за вработување за 2025 година на Општеството установа дом на културата и капи да става на гласање. Кој е за предложено предлог решение по овој кандидат? Едно гласа за, две гласа за, Едногласно подрежа. Ама сега очекувате вработување да се му каже малко. И дай Боже да прививај. И последната 20 на бројка, 15 размедување на бања на физички и правни лица се надевам дека не на бањата на барателите. Ние вече државме расправа по однос на овие барања. Првото барање дошле на Димекапија, односно молба за донација од господина Власло Мамац за негова семена Вестрче, односно пожар со семената куќа. Суредниците зададат став да се формира пријеси и регулирање. Се извинам, извинам на видот. 15%. Значи првата молба е од Владко Мамац, донација за 30 милиони за семеен месеч, односно пожар во семената куќа. Кој за вака предложената сума, молам да крене рака. 8
гласа за, няма против, няма въздържали. Второ, барање за донација е од БПЦ, Вардарска епархија, црквен одбор за црква во почитувани. Како што ви е познато, до село Песница се почна со изградба на црква. Ние бевме еден од кофинансиерите на ова црква, меѓу другите кои што досега беа донации и обезбедија финансиски средства во вредност од 192.450 за градежни материјали, во вредност од 444.050 материјали вкупно, 636.500 денари за учество во обезпечение со работна рака се проценува на 100 работни денари. Става збор за донација за црквата. Заземавме став, загадење, односно Ромина општина делегатија 30.000 денари и ова точка ја става на гласа кој за одложената во ова крене рака. Осуд глас издаваме на тоа. Имаме барање за еднократна парична помош од господин Елена Мазетов за еднократна парична помош за ставка обществено на години 10.000 денари за безразборни потреби која за одложената сума на оваа крене рака. Осуд глас за, нема против, нема воздържани. Сејно Синова од село Корешница барање за еднократна парична помош по однос на веза, односно веза на црква кој што е расположена здравствена состојба. Последно се зазела поставка и одложена максимална сума 60.000 денари. Кој е за вака предложената писмена сума во овој денар? Имаме барање за финансиска помош за учество на Глоб семинар. Јас не најавив во видео да биде Горана Крстевска, така да ви благодарам што сте присутни и што ви дадете можност да одговорите што имаше нејасноти во однос на вашето учествие, вашето проекти изградите да измеѓу да прашаме во однос на вашето ангажмано, односно вашето присутство таму во семинар, кој што се одржи во Словенија, кој се важен, така беше. Така да е можност, ако се согласни да ви кажете зашто се работи и поверете. За нашето барање имаме објаснато каква е таа организација, односно платформа Нове. Во Македонија постои уште од 98 година, значи јас како ученик во средното училиште во Валандрово бев активен учесник во тие практични активности кои што ги вршевме од областта на хидрологијата. Значи тука се работи за платформа која што е насочена кон животната средина и глобалното затоплување и истражување на истата од повеќе аспекти. Значи атмосфера, педологија, хидрологија, биосфера. Е сега моментално нашето училиште е активно од областта на хидрологијата, значи ние имаме поставено координати кај над новиот мост, Грчки мост што го викаме, значи како парк река Бошава и со учениците вршиме експериментални испитувања на водата, значи мериме тека на вода, електрична спроводливост, присуство на кислород, после мериме присуство на нитрати и така натаму. Тие податоци ги внесуваме во базата на Глобе, значи која е база во која што сите резултати се искористени баш за изучување на внимување на глобалното затоплување, значи тоа е на светско ниво, во над 120 земји во цел свет ова платформа постои, активна е, значи има и други училишта во Македонија. И сега ова
година, значи има прв път можност нашето училище да участвува на един такъв международен семинар и бидейки е близко и е во Любляна, значи во Словенија. Минатата година знам дека беше во Чешка, но може да биде и на друг континент. Значи така ние ова го гледаме како една можност за наше лично напредување во платформата, кој што после нели искуства да ги пренесеме тука на нашите ученици, кој што може нели да ни биде можност понатаму за да влеземе во некој рамки на некој проект. Значи има надпревари исто така кој што се организира од страна на платформата. И ние сме 3 дена фактички од агендата со можност за присуство. Другите претходни 2 дена се за координати на земји и таму е наведена сумата колку кошта за котизација, инаку патот е обезбеден од страна на Министерство за животна средина и ова се трошкови кои што ние треба сами да ги обезбедиме двете наставнички. Така да, нели барањето е тоа колку може да се обезбеди, бидејќи тоа паѓа на наш личен трошок, а сепак нели ние представуваме и Демиркапи, и нашето училиште, и нашата држава на овој семинар. Дали некој има прашање по овој експозиција? Односно до вашето барање, јас бих еден пише до бара агенди да и се домека баре на агенди, дали само стабилизацијата за рамката за да се народи точно ово што се пише. Така да, некој присутно само и присутство на некој ректорка на училиштето да е присутно. Ме интересираше зашто ако не да се училище да се работи за деца, за ученици, за така например, водици, ученици, студенти, да практично врши и практична настава во училиштето с ученици и така натаму. И ова е еден вид на доградување, обуки и така натаму. Тоа е користно за секој наставник. Това не е скоро. Прашањето беше директорите си мисли дека вие воопшто не сте се обратили за средства за помош, така натаму, него мимо нејзите директно сте се обратили во училиштето. Зашто не дојдете во тако училиште, вие сте станали работни за работа за 10 така натаму, и дојдете директно како училиште. Иначе език, мене јавно го подошла се проводи, вие се работи за сепак за доградување, за едукација, за животна средина, во се пренесува знаење на лица и така натаму. И во овој момент е сакам дека овакво што е предложено ќе го подржи. И ќе работиме за уште повеќе такви агенти и така натаму. И да прашањето беше зашто не сте се обратили, зашто директорката не за таква работа не ви се обратили. А сте од училиште. Прашањето. Само мал коментар, пошто директорката не големо елаборираше полностно кој професионални ангажмани, односно афирмации и така, и дека има ограничен буџет. И дали може би тоа е причината за која што вие сте се одлучите да не прашате за тоа што го знаете ограничениот буџет во училиштето, пак сте... Да, токму тоа и токму тоа што еве во крајот на оваа недела они имат друг ангажман за Република Турција преку училиштето и сметавме дека нема училиштето да има средства, не се обративме на писмено точно и за тоа се обративме директно тука до вас. Дали некој друг има прашање за тема? Госпоѓа Гордана или оставям предлог да гласиме, кој е за да се одобрат овие 36.000 денара, со овие 36.000 денара ви се амортизација, ви се за комплетно, ви се покрива трошкот, односно. Туку рече да. Кој е за износ од 36.000 денара да овие две наставнички му се покрие трошковникот во овие генерали? 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Дали овие само извршено делот на формулирањето на решението, дали овие средства треба да бидат имплементирани на треба секако е или треба да ги прекинеме на база која вие си плаќате. Ама пошто во барањето никаде не е наведено на која сметка и како средства треба да се. Ако може накладно да ги информира, бидејќи мислам дека плаќањето е таму за тоа. Мала сугестија, некој од службеното туѓe го видиме како аванс.
така, знаейки, едно са исто оваква програма. Програма, тоа стана збор за лица кои се вработени во самата институција. Да, Значи, ова е позигаме во кеш, само да ви кажам. Там ми прашува дали на карта на кеш било како и затоа ми издават фактури и таа фактура е река на нас. Тоа може да се така да го мало. а не може тоа да го направат кај нас, затоа што става збор за плаќање по однос на одлуката, што самото решение треба да биде вакво наведено, значи на кого треба тие средства да бидат префрлени. На Баратов. Може А и за тоа директно праша. се платят за две участници. Дали треба директно на... Да треба да плаща таа. Значи, За хотел знам дека таму се плаќа, за котизацијата немам информација, затоа може да прашам кој ќе ми се случи.